Топ тема, добро вечер. Поделени во заштитата на здравјето. Во февруари опозицијска, сега надзорна расправа во организација на власта за загадениот воздух во државата. И од тука за вечерва прашањата до кога само ќе имаме вакви расправи и нови акцијски планови без акција, на што се должи недовербата меѓу невладиниот сектор и државните институции и како до поголема екоправда. Мои гости вечерва, поранешната министерка за животна средина и подпредседател на СДС Макаја Шукова. Добро вечер. Добро вечер. Јане Димевски, Шанса за центар. Добро вечер. И добре дојдовте. И Ѓорги Танушев, стига и Здрава Котлина. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер. Без да ги објаснувам причините, нека останат во доменот на меѓусебните договарања, но ова е веќе трета дебата без представник на владеачката гарнитура и тоа само по себе нешто зборува. А секој нека заклучи што. Би сакал да почнам Димевски и Танушев со она што е најактуелно, бидејќи двајцата сте од независни листи. Уставниот суд вчера ги укина одредбите со кои што беше зголемен цензусот и со кои што големата четворка, големите партии се договорија да им го згорчат животот на независните листи на следните избори. Како ја оценувате одлуката на Уставниот суд и што очекувате, бидејќи практично сега нема никакви одредби, сме во законски вакуум и практично нема никакви одредби или сега и не постои можност да се кандидираат, да се номинираат граѓански листи. Тоа денеска го спомнав во една заедничка група со другите колеги од другите градови, како адвокат на ѓаволот, велам, а што ако не донесат ништо во меѓувреме? Нема може да се кандидираме како независни, ќе треба да бараме некој друго решение. Во секој случај добра е одлуката на Уставниот суд, бидејќи суштински навлезе во проблематиката и го виде тоа кршење на демократските принципи и создавање на екстремна една нееднаквост, односно една аристократија составена од партиите и плебсот ние доле како некои независни без некои права, неверојатно од подолен вид некои суштество во општество. Сега видиме што ќе биде тоа новото, затоа што не беше само цензусот, односно бројот на подписи кои ние треба да ги собереме проблем во целата работа. Тука имаше многу околу начинот на собирање, како сме представени на листите, односно брендирањето, не можеше иницијативите се брендираат како што им е името, туку споредно се тие прашања не ни дојдоа на дневен ред, бидејќи они се договорија пак консензуално дека нема време и овој пат нема да ги прифатат оние. Тој беше друг сет на забелешки од забелешките на ОПСЕ на ОДИХР, кои што воопшто не дојдоа на дневен ред. Веројатно, една од опциите бе, бидејќи на некои граѓански иницијативи ќе им требаат гласови колку што треба членови за една партија, размислувате за таа опција сите да се здружите, па една партија на државно со 1000 подписи ќе направите партија на државно ниво, па после ќе ги немате тие маки да шетате полесно ќе оди предлагањето на листите. Таква опција секогаш имаме, до сега не преовладувало како решение, затоа што некако си го ценим начинот на функционирање и генерално ќе сите преовладува таа одбивност кон партиското организирање. Добро, како административна форма. Апсолутно е една од опциите, ако ќе видиме како ќе се одвиваат работите понатака. Креативно би требало да имаме решение во случај како ќе реагираат сега. Не, ова во моментов ми текна право. Само должам најава дека во однос на делот, се извинувам Танушев, ќе одговорите во однос на делот околу тоа колку имаме или каква е екоправда, со оглед на тоа што ги следиме трендовите, па ни се менува и кривичното законодавство. Со нас е и Бојан Трпевски од Сдруженијето на млади правници, но за тоа добро вечер Бојан. Добре дојде во топ тема. Прво да го завршиме овој дел околу екзистенцијалните прашања на граѓанските листи, па ќе се вратиме на темата. Кои се алтернативите? Значи, во секој случај, ние се надеваме дека нема да има такво безобразие да се дозволи некој да остави правен вакуум за независни гласачи во ова време. Во таков случај, нека се спремат партиите за уште поголем бараж, постојан, а ние ќе се најдеме решение. Дали тоа ќе биде
партија со локални ингеренции или некој таков хибрид, ќе најдеме решение. Тоа не е, но нека се спремаат уште тогаш дека ќе имаат поголеми проблеми од сите досегашни проблеми. Не за друго, него за тоа што очигледно тоа е страв, реален страв кој што го имаат партиите, дали од промена, дали од тоа што се компарираат со сите нас. Не се малку, трета сила според бројот на гласови на советничките листи. Па веројатно и самите гласачко тело е повеќе апатично низ периодов и они можат да најдат решение во независни. Сега тука е тој страв да не се отргне од контрола, нели? Но ако не натерат да правиме партија, тоа ќе имат проблеми и за парламентарни избори, и за председателски и така натаму. Значи нека си пресметат што им чини, што не им чини. Нас ни е вака подобро со граѓански листи да се бидеме. Баш ка си правиме и мобилизација, нели? Но ова што го направија беше претерано. Значи гласање, јавно гласање. Вас ако ви треба, не знам, 5000 гласачи во Скопје за да добиете мандат, а во исто време тие 5000 гласови на вас ви се и потребни за собирање потписи, значи ова е јавно гласање и тука веќе стануваат поинакви работи. Шокова, што разговарате, бидејќи консензуална беше одлуката и ставовите и натаму се различни, но очигледно е дека ризично е да се и како држава која што претендира кон отворење на преговори со Европската унија, ако до нив дојде, ризично е да се остави празен простор ова прашање да не биде регулирано. Јас мислам дека ќе има решение во најкратко можно време. Ние веќе закажавме една координација во партија, во петок ќе разговараме на оваа тема и ќе имаме официјален став. Демократско општество сме, така се стремиме кон повисоки вредности. Јас во моментот како единствен представник на партиите во државата нема да коментирам. Секој има право да си го каже своето, секој има право на начин на кој што сака да настапува на изборите, меѓутоа да оставиме уште малку време, бидејќи овој процес, јас колку што знам, е започнат и ќе следат брзо измените на изборниот законник. Тука ја правиме првата пауза за реклами пред да преминеме на она што е наша главна тема денеска. Пообичаено сме навикнати за загадениот воздух и животната средина да се присетуваме и да расправаме во зима. Сега малку ова надзорната расправа организирана од власта ме поттикна повторно на еден собир во кој што може би малку порано ќе ги актуализираме прашањата и повторно ќе почнам со граѓанските организации, со невладините организации. Зошто толку тешко гледаме акција, се повеќе, постојано слушаме само за акцијски планови? Затоа што, уствари, така сме сите навикнати на некој начин, да слушаме ќе биде, а реалноста е дека никогаш реално не се случува. За нешто да биде, потребно да се оддели одреден буџет, потребно да се даде соодветни дозволи, активности и некој тоа да седне да го сработи. А ние сме навикнати некој друг да дојде, да ни ја заврши работава, вака треба. А никој не се спотерува да земе да направи конкретни акции. Ова треба. Јас можам да зборувам за Струмица, значи ние од искуство видовме дека од искуство со борбата со родниците, дека мораме да бидеме активни и на терен, значи со протести, со јавен притисок, но и во формалниот процес со конкретни формално-правни процеси кои што сепак се неопходен дел од решението. Така или овака, утре сигурно ќе се сведе на такво нешто. Сега, аплицирано на сегашни ситуации, видовме дека јавен притисок не е доволен за да се донесат, да се спроведат нештата, него мора и формално да се бара одговорност од тие што ги спровели или не ги спровели. Особено ако, например, имате проблем каде што јасно се гледа дека корупцијата делува во насока на недонесување на
конкретни активности и тука гледаме еден вид спрега помеѓу партиите, морам да го кажем тоа, бидејќи се тргува со влијание. Вие против нашиве, ние против вашиве и они тука договараат еден со друг. Тоа се гледа и по фактот дека колку кривишни има за еколошки криминал. Никој нема. Сите некому нешто најавуваат, но ништо не се нема случајно напред. Нема од институциите, но има од невладиниот, значи притисокот и граѓанскиот, но и правниот, да застанеме тука, бидејќи беве и како Здрава котлина имате неколку иницијативи, но и доаѓањето од град во кој што се случуваат и реални промени за разлика од тоа што го гледаме, Јане, во Скопје. Практично, ако го гледаме Скопје денеска, може би и дилемата е што е по-приоритетно. Загаден воздух кој што сега не го чувствуваме, практично со месеци, но град депонија сме. Да, практично. Да, кај нас процесите наназад. Да, во Струмица може би негде во некои сегменти. Во некои сегменти отишло понапред, ами и таму, нели се проблемите, кај нас како додат наназад. Супер е прво што разговараме во овој период од годината за загадувањето, обично нели не се случува тоа. Одлично што пратениците втора надзорна расправа прават нистава тема. Да, ќе ги почекаме нивните заклучоци да видиме како. Да, од аспект на правата на граѓаните, втор пат сега од медицински аспект, па сега се надевам дека после ова сензибилизирани доволно нели со доволно информација, веќе денеска ја следев дискусијата, имаше доста здравствени експерти кои изнесоа нам познати нели детали за влијанието врз здравјето и така натаму, но можеби на пратениците не им биле познати. Барем така изгледа по тоа што не реагирале до сега. А сега после овие дискусии, се надам кога ќе им дојде ребалансот или следниот буџет, кога ќе видат дека во ставките за загадување, за борба против загадувањето нема пари, ќе го вратат тој буџет или ќе бараат да се нели да се надополни со такви мерки и со такви пари, бидејќи сега нема во овој момент. И тоа е проблемот во Скопје, што никој не гледа нигде да се помрднува работата. Долго време се зборува и за изворите. Секако јас сум сигурен дека не ги знаеме повторно доволно до детал сите извори на загадување, ама еве и од тоа што го знаеме има доволно податоци, факти за тоа од каде да се издвојат приоритети, да се тргне во некакво решавање. Ама клучно за тоа мора да има пари. А пари има ако има политичка воља. Изгледа ни од двете ги нема. Недостасуваат тие работи, бидејќи нели треба да сакате го решите проблемот, па да одвоите пари како власт. Тоа не се случило до сега. А без пари тешко сваќаме зошто вела дека ова е најскапата област кога е во прашање трансформацијата на општеството, на бизнисот и на сите сегменти. Тоа другиот проблем со неверојатно со менталитетот наш, особено на политичарите, па добро, се тие доаѓаат од граѓаните, па значи и на граѓаните менталитет на сите заедно. Мислам дека една од забелешките на Светска банка уште пред 20 години кога правеа проценки за колку ќе бидат земјите изложени на климатските промени, Македонија беше мислам во онаа група на многу изложени дека има тешки ефекти од нив. И една од причините во образложението беше слабата подготвеност за приспособување. Значи тоа е една од карактеристиките на нашето општество, како да се плашат да дишат чист воздух. Мислам како да се навикнати на оној смог и дека им фали ако го нема. Навика, малку сарказа. Шукова, постојано сме некако во фаза на дебати и само на констатации дека животната средина е можеби најдобриот пример за онаа македонска пракса дека и најдобрите закони, а законите од животна средина според сите оценки се најдобри, меѓу најдобрите, се следат сите европски регулативи, се инкорпорираат во законодавството, во сите сегменти и аспекти од заштитата на животната средина. Меѓутоа, токму таму каде што сме на хартија најдобри и најмногу ги потврдуваме оние наши навики, колку сме ние вешти во извитоперување на праксата и изигрување на законите. Па добро, сега не знам баш дали би одела до таму. Факт е дека години наназад Европската комисија во своите извештаи, годишни извештаи, високо го оценува
транспонирањето на европското во македонското законодавство. Познати сме де факто дека имаме закони, можеби малку треба повеќе да поработиме во делот на подзаконските акти кои што де факто доутврдуваат одредени пракси. Не сме лоши ни во делот на стратешките документи. Понекогаш можеби малку и се доцни, меѓутоа во сите области, подобласти да речеме од животната средина, имаме стратегии, имаме акциони планови. Оно што се потврдува со години наназад е дека е слаба имплементацијата на законите од областа животна средина. Не вперувајќи прст во никого, бидејќи јас тоа го велам со години наназад и ќе продолжам истото да кажам дека секој од нас е одговорен за животната средина и дека само заедно, без разлика на политичка припадност, зверска и каква сакате припадност, ние сите заедно мораме да активно да делуваме ако сакаме да имаме здрава животна средина. Сега во пресрет на локалните избори, земајќи во предвид дека спроведувањето на законите од областа животна средина, нема да се осврнам на другите области, најголемиот дел е де факто во локалната самоуправа. Треба навистина добро да размислиме, земајќи во предвид каква е, можам слободно да кажам, огорченоста на граѓаните во однос на превземањето на мерки за заштита на животната средина. Треба добро да размислиме што ќе ставиме, какви политики ќе креираме и какви мерки ќе утврдиме во нашите програми кои што треба да им ги посочиме, да им ги дадеме на граѓаните на увид пред локалните избори. Што колку тука животната средина ќе добие предност, бидејќи ако знаеме дека кој е менталитетот, која ни е праксата. Многу полесно е и во програмите да се напишат проекти кои одат на контото на големи зборови, инфраструктура и така натаму, кои што неретко одат на штета и на непочитување на овие веќе поставени стандарди. Па ние овој пат малку поинаку размислуваме, зборувам за Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Нема да биде само бројки, 200 проекти, 300 проекти, 500 проекти, мислам, тоа секако го слушаме веќе извесен временски период. За жал, нашата констатација е дека инфраструктурата која што во моментот имаме во државата, не само она што е битна за животната средина, туку и останатата и патната инфраструктура на крајот и улиците во сите општини, па и во градот Скопје, не се одржуваат, значи одржувањето ни е на многу ниско ниво. Тоа покажуваат сликите, ги покажуваат секојдневните слики во градот. Значи ќе треба сериозно внимание и сериозни средства да се насочат кон одржување на инфраструктурата и нејзина ревитализација или санација, како сакате кажете. Ако земеме предвид еден пример за да им биде појасно на граѓаните, градот Скопје има загуби околу 60% на вода. Што тоа ви кажува? Ние имаме убава, здрава вода за пиење, со кој што не може да се пофалат голем дел земји од Европа и пошироко. А имаме 60% загуби само на ниво на градот Скопје. Тоа значи дека инфраструктурата, значи од изворот од каде што ни доаѓа водата за пиење, значи од Рашче за Скопје, до крајниот корисник, ние ја губиме 60% од водата. Што значи дека ние мораме да инвестираме во постојната инфраструктура. Јас секако не викам дека не треба да се градат и нови водоводни линии, меѓутоа подитно треба да се оди на санација на постојната инфраструктура и тоа ќе биде дел од програмата на СДСМ на престојните избори. Значи, ревитализација и обнова на постојната инфраструктура, бидејќи кога ќе ги намалите, како овојчен пример кажам, кога ќе ги намалите загубите на вода со санација на постојната инфраструктура, вие си ги намалувате трошоците и граѓаните добиваат подобра услуга за помалку пари. Значи, има одредени области каде што ќе мора малку поинаку да почнеме да размислуваме, вклучително пример да речеме и отпадот. Ние мораме веќе да заборавиме на собери во кантата и контейнерот, депонирање на депонија. Цела Европа збори за циркуларната или кружна економија, како сакате, отпадот да ни стане суровина. Така да има многу новитети кои што ние ги планираме и работиме веќе на ниво делот на политики за локалните избори и мислам дека треба да почнеме прво да почнат партиите поинаку да размислуваат, а мислам дека ние тоа во моментов го правиме.
И секако во соработка со сите инволвирани страни, вклучително и невладиниот сектор. Да, ги отворивте сите сегменти кои што впрочем ја чинат животната средина, иако ние се осврнуваме само и постојано само на еден, но бидејќи Бојан е на службено патување и во ова и се вклучува надвор од земјата онлайн, ќе го отворам тука делот и околу она што е исто така новитет во последните години, а после ќе го анализираме сите, а тоа е и еколошката правда со оглед на тоа што Сдруженијето на млади правници е особено посветено и на оваа прашање. Бојан, добре дојде уште еднаш и еве малку под 8 октомври 2024, можеби онака во јавноста најголемиот поттик. Врховниот суд го носи така нареченото начелно правно мислење, чија суштина поедноставено беше државата уставно загарантирано право, државата е должна да го штити и граѓаните ќе можат да тужат пред управен суд за нечист воздух, за загадена животна средина и така натаму. Колку според вашето искуство ова мислење ја оствари или има можност да ја оствари целта, а тоа е судската власт да застане во одбрана на правото на граѓаните на здрава животна средина? Да, би требало ова начално правно мислење да создаде суштински услови за проактивен, би рекол, пристап на судовите кога се работи за не само за заштита на животната средина, меѓутоа и заштита на човековите права, кои несомнено се повредени поради загадувањето на животната средина. За жал би рекол дека се уште ние немаме информација дека кој начален правен став е практично применет во некој судски спор. Ние моментално имаме два предмети кои се во моментов пред Висшиот управен суд, каде што би требало практично да се примени овој начален правен став, меѓутоа се уште немаме добиено одлука по нашите жалби. Би рекол дека е значителен исчекор што Врховниот суд односно на ниво на Врховен суд се апсолвира некои работи што веројатно би требало и како правен систем и досега да ги имаме апсолвирано со оглед на тоа што сите тие аспекти што самиот Врховен суд ги наведе во началниот правен став, Европскиот суд за човековите права веќе во поголем број, тоест пресуди ги има веќе апсолвирано дека сите овие обврски што државите ги имаат според нивното национално законодавство се дел од позитивните обврски на државите, односно создавање на систем во кој сите човекови права ќе бидат почитувани. Повторно ќе кажам, се надевам и очекувам началниот правен став да создаде, односно да биде поттик за судовите проактивно да постапуваат, особено поради тоа што и во регионот веќе имаме успешни примери каде судовите проактивно настапуваат и веќе утврдуваат повреда на определени човекови права. Со тоа што ние сметаме дека нема исклучива надлежност само на управниот суд да постапува по вакви спорови, туку апсолутно тука надлежност имаат и граѓанските судови. Впрочем, неодамна има една пресуда која за жал се уште не е правосилна во Црна Гора, каде што некако тужителите ја концепирале нивната тужба на многу сличен начин како што и ние во 2019 година ја концепиравме тужбата. Со тоа што таму по нашите информации првостепениот суд утврдил дека има повреда на човековите права. Од тука би требало да се земе и тоа предвид, вклучително и началниот правен став на Врховниот суд и да имаме проактивен пристап на судиите и активна заштита на човековите права, а со самото тоа и животната средина. Имаме и кривично дело екоцид, колку тоа ја помага или ќе ја поттикне битката, активизмот и на граѓанскиот сектор, но и свеста на граѓаните. Од една страна, но и свесноста и совесноста за почитување на обврските од страна на правните субјекти кои имаат обврска тоа да го прават согласно дозволите кои што ги имаат во зависност од дејноста со која што тие се бават. Воведувањето на екоцидот како кривично дело и запретената казна која имаме во сегашниот кривичен законник апсолутно би требале да влијаат на зголемување на свеста и
на некој начин менување на однесувањето на сите нас, вклучително и поединци и компании, кон тоа да го прилагодиме нашето однесување во согласност со правилата за заштита на животната средина. Она што би го истакнал како можеби недостаток не само кај нас во врска со ова кривично дело, туку и на глобално ниво, е што идеите за инкриминација на овој тип на постапување се релативно нови. Иницијативата започна на меѓународно ниво и добро е што ние го инкриминиравме во нашиот кривичен законник ова кривично дело, меѓутоа самото кривично дело има неколку елементи за кои нема дефиниција во самиот кривичен законник, а за кои насоките би требало да произлезат токму од судската практика и од праксата генерално. Нема се уште, според моите информации, нема се уште некој случај во светот каде некој се гони успешно или успешно било пресудено ова кривично дело. Од тука тоа би требало да биде истовремено и поттик и за јавните обвинители и за судиите кои судат ова материја, преку праксата да градат насоки за тоа што би требало да представува, да речеме, широко распространета штета на животната средина, што би требало да претпоставува долготрајна штета. Тоа се тие некои термини кои би можеле да доведат до предизвици во самата примена на кривичното дело. Меѓутоа, во секој случај е позитивен исчекор од законски аспект, со тоа што, како што и претходно беше споменато, сето тоа треба да се имплементира за да имаме ефикасна заштита на животната средина. Бојан, за да не ве задржувам уште накратко, она што успеав да сублимирам не е се. 2 кривични пријави за загадување во Битола, една во Скопје, една кривична против носители на јавни функции за непреземање мерки за заштита на животната средина. Тоа е дел од активностите на млади правници, не е се, но сепак станува збор за битка пред се со државни институции и носители на јавни функции. Колку е тоа сега од една страна предизвик, а колку представува пречка? Па не би рекол дека представува пречка, затоа што од нашето досегашно искуство немаме никаков тип на отпор од институциите за понатамошна соработка и сме соработувале и покрај нашите активности за преземање мерки преку судовите. Сме соработувале и со Министерството и со другите државни органи, затоа што се трудиме да воспоставиме партнерски однос, односно ја даваме нашата поддршка како правници секаде таму каде што сметаме дека има простор. Меѓутоа и реагираме преку правните механизми и судовите кога ќе утврдиме дека нешто навистина е системски проблем и тоа влијае на човековите права. Би рекол пред се дека е предизвик, затоа што темата животна средина е навистина комплексна, бара не само правничко, меѓутоа и техничко знаење, и тука експертите од техничките науки се особено важни и предизвик е пред се затоа што оваа тема не била толку фокус во правната професија. Навистина сега е моментот кога мора да преземеме решителни чекори за заштита на животната средина и е предизвик затоа што како држава се соочуваме со недостаток и на кадар и на финансии, меѓутоа тоа не сме да биде оправдување за загадувањето и на некој начин нарушувањето на квалитетот на животната средина и квалитетот на нашиот живот пред се. Бојан Трпевски, Издружение на млади правници, ви благодарам за вклучувањето во вечерашната топ тема. Ви благодарам и вам. И сега ги имаме сите елементи на маса. Се согласивме дека имаме закони, дека имаме солидни стратегии. Од тука би сакал да отворам повеќе дискусијата, бидејќи кога нема представници од актуелната власт, нема можности за некоја по-специфична дебата, но може да се испратат пораките, а ќе ги конципирам во неколку точки. Што сме согледале, што сме научиле и од што конечно треба да тргнеме. Бидејќи постојано сме некако општи во препораки, во апели. Еве, Јане, прво од она што сме согледале како предност, како мана што ја имаме, па за да почнеме да одиме понатаму. Прво само во однос на тоа Бојан што го кажа, и ние веќе чекаме тие да ги завршат процесите, ти како Издружение на млади правници, Центарот за правни анализи и истражувања,
Двете организации имаат неколку активни процеси против државата на тема загадување и многу е битно како тие ќе ги завршат успешно, така конечно ќе пробијат еден правен пат за тужење на државата за загадувањето. Од сето ова до сега што сме научиле, дека сите оние анализи, стратегии и така натаму се само букви на хартија докато некој не почне да ги спроведува. До сега многу слабо одело тоа и не може да се толерира. Мислам, премногу луѓе губиме, премногу пари губиме секоја година, си го правиме животот ужасен. Не можам да согледам политичката логика зошто ова не е уште од пред 10 години политички приоритет број 1. Затоа што џабе ви се на вас политики на наталитет, политики на економски раст, сите да имаат по 3000 евра плата и да имаат по 3 деца овде, во овој смог нема да живеат, ке се одселат на крај. Значи, ова е едно прашање што според мене ги руши сите други. Јане, вие како шанса за центар анализирате многу сегменти од тоа што госпоѓа Шукова ги спомна во контекст на програмите за сега што ќе ги слушаме пред локалните избори, бидејќи практично ние сме веќе во подзасилена кампања. Она што ни беше повод да се собереме е всушност само еден сегмент од она што се подразбира под терминот квалитет на живот. И тука влегуваат сите тие урбанизам, градско зеленило, водата, си има вода за пиење денеска од како што спомне и поранешната министерка од чешма е богатство кое што ние не го почитуваме, како што не почитуваме многу работи кои што ги има. Така му мора од негде да се тргне. Мислам дека загадувањето на воздухот е еден од џиновските проблеми на цела Македонија. Пресметани се трошоците горе-долу, колку животи губиме, колку тоа ја чини нашата држава, нашето општество во потенцијал. Овој проблем практично го уништува и потенцијалот за раст на државата во сите сегменти, затоа што ги губите луѓето, главниот. Мора да тргнат од некаде. Мислам дека доста префалање на одговорноста кој е поголем загадувач. Прво за мене не сме да се толерира актуелната позиција, која е долгогодишна позиција, дека самата држава и општините се загадувачи. Тие оперираат со депониите што се палат, тие имаат собствени објекти кои се греат на нафта и на мазут, и тоа и во Скопје, над 100 се такви, иако имаме единствен град со парно грејење. Општини кои исто така имаат еден куп училишта и во Скопје и сите градови кои се греат на нафта, негде се греат и на мазут, а сега имате пари, например, од кредитот од Унгарија, а скоро ниту една општина не аплицирала со проекти за го смени, например, начинот на грејење во своите објекти. Значи, нешто се под нивна надлежност. Имаме болници во сред центар кои се горат на мазут. Не мислите ли дека тука е грешка на државата, бидејќи наместо да се оди на она што е популистички најподатливо, државата можеше да одбере, да кажеме, 3 сектори. Не мора сите да се од животната средина, да кажеме, да набави по 50 автобуси за таму кај што треба. Ќе дојде една тема која што ја заборавивме, односно да не дојде ова лето. Значи, обнова на противпожарните возила и така натаму и така натаму. Јас бирав така, кога би бил опозиција да ги определувам тие приоритети, но тие очигледно го одбра моментот на сечење на ленти на многу улици, на многу реконструирани тротоари, мали плоштачење по сите градови, наместо овие сегменти. Според мене, во секој случај поголема капитална инвестиција е да го промените начинот на грејење на сите јавни објекти во вашата општина, отколку, например, да направите еден тротоар. Затоа што грејењето ќе ги врати, парите, ќе го поправи здравието и состојбата со животната средина. Танушев, сега сепак Струмица е град во кој што има видливи исчекори на овој план, иако високо котира на листата на загадени градови, можеби тоа покажува колку граѓанскиот активизам и притисокот на јавноста придонесува за тоа. Вака, значи, Струмица за 2023 година беше прогласена за 6-ти најзагаден град во Европа, по сите параметри што ги има во мерните станици. Меѓутоа, нови екоавтобуси,
мерни станици, да ги натерате на властите да стават нови мерни станици е Така. чудо, без оглед и да ги донираат пријателите од надвор, ние сме во состојба да кажеме дека нешто не функционира. Сакам да стигнам до таа поента. Значи, Струмица на 1 февруари имаше голем протест. Граѓаните масовно излегува да се побунат против загаденоста и од тогаш системскиот проблем загадување што траеше, да речеме, месеци назад, најдеш како да се стиши. Зошто? Затоа што излегуваат инспектори, почнуваат да казнуваат. Ние излеговме со имиња, презимиња на фирми, на една со слики, со видеа. Од друга страна, се гледа дека штом почна првите казни да паѓаат, веднаш другите автоматски, онака се плашејки, ги тргнуваат работите. Сега, друго е прашањето зошто до сега немало такво третман на загадувачите. Не дека не се знаеле, се знаеле, но ги немало. Набавивме автобуси во ред. Дали ставивме индикаторска мрежна станица цел прстен околу официјалната мерна станица на Струмица и се надеваме дека ова ќе покажува и психолошки ќе делува на сите други загадувачи да не се играат играчки. Но она што навистина помага се казните, за жал. Бидејќи се тоа супер ќе биде свест на граѓани, свест на фирми, но кога станува збор за профит, очигледно нема милост. И тука е оној проблем. Еве Струмица, сите јавни институции се гасифицирани. Не постои ништо на нафта, можеби само една-две Домот на култура и судот. Толку. Се друго е гасифицирано. Но Струмица, еве ден сега да отвориме на мерните станици, ќе видиме дека Струмица има сулфур диоксид 2 пати повеќе во однос на сите други градови. На што се дължи тоа? На креативно изигрување на правната регулатива, каде што одредени фирми имаат лиценца да горат петрол кокс, а да немаат филтри. Нешто што е како лиценца за убивање. Знаете, јас имам лиценца за убивање, ќе тепам луѓе по патот. Ама имам лиценца, нели? Така ми дозволи. Тоа е по закон. Значи по законот. Тука идеме до израз законот. Зборуваме за инвестиција во инфраструктура за вода. Вие знаете дека Струмица немаше вода летово заради манганот, еден месец немаше вода. Да, и тоа беше многу суров пример на префрлање на одговорноста меѓу локалната и централната власт. Значи, и ден денес никој не знае зошто се појави тој манган и како го снема. Тоа е една работа. Второ, едно од работиве што ги презема тогаш беше да носат цистерни со вода од водоводните блиски места, од Муртина имаше вода. Но што се случува, луѓе? Еве како се заблагодарува Струмица. Моментално имаме сега, ексклузивно ќе откријам, случај каде што се копа во заштитна зона на бунарот, што ги снабдува со вода Муртино и Сачево во Струмица. Оние, значи, водат кај што Струмица пиеше месец дена, таму еден познат бизнисмен земал, копал, ископал 65.000 кубика земја, тоа е некаде штета над 300.000 евра, на простор каде што е во заштитна зона, значи директно влие на водите кои се набавуваат луѓето, и второ, ниту концесија има, ниту ништо има. Тоа е кривично дело пар екселанс. Полицијата знаела уште во октомври. Јас имам податоци што ми дадат комуналец, значи они реагирале до низа институции. И никој ништо немаше информација. Во март наши луѓе излегува, снима, ги фатија на дело, повикавме полиција, и сега излегува дека како да не постоело. Ме разбирате? Значи, зошто го викам ова? Тој познат бизнисмен порано беше со СДСМ, сега е со ВМРО, и граѓаните ќе страдат зависно од тоа како бизнисменот порано да прави профит. Таков бизнисмен може секој од нас да биде. Копи кај што ти текне, нели? Не ти треба концесија. И ќе видиш топ, ќе те штитат партиите. Затоа сте вие тука како чуварите и со алатките на кривичните пријави. Во истата смисла. Кривична пријава за граначалник на Ново село. На 80 метра од единствената бушотина за вода на Ново село, човекот изгради Г1 објект, даде дозвола да неговата татко му негов има фирма, значи фирмата на татко му го изгради тој објект, и сега он се го прогласува како тоа да е Г2, а топилница во нашето законодавство, леарница, сите тие работи се во Г1.3. Ништо нема во Г2. Но он
практично своеволно, викам, ама мене ми дадоа одобрение од елаборат од Министерство животна средина, нека ова е во ред и јас тука си стојам на тоа. Ме разбирате? И направи проблем сега ние се одиме по судови, но ова еве во исто време реагираме, баш како Бојан што каже, го пробиваме патот со низа кривични пријави. И да се вратам на ова, институциите што биле одговорни за водоводот, што сега се го фативме како се копа, знаеле уште во октомври. И никој ништо не е преземал. Сега, еве ќе им дадем уште малце време да преземат, или сите ќе се добијат кривични пријави за непостапување. Значи, нема друг начин. Ние ќе направиме и протести. Тоа е единствениот пат за нешто да функционира во државата. Но мора и формално правниот пат да го тераме, каде што секој си има име и презиме, секој се потпишал на неков документ, нема тука колективна одговорност. Си се потпишал, ќе си одговараш, брат. И тука е она што ние треба реално сите да го бараме. Гиборот во Скопје, кој не постапува, си има име и презиме, така, кривични пријави. Нема друг пат. И протести, нормално. Улицата, теренот, граѓаните да излезат притисок да прават, но мора и правна формула, секој си има име и презиме. Нема друго. Она конкретно е, нема тука дилеми сега, ајде ќе бараме, ќе правиме, ако ги оставиме, институциите си вршат трговија со влијание. Еве гледаме бизнисменот еднаш бил СДС, после бил ВМРО и се како ќе му најдеш ти крај на него? Нема логика, едноставно, нема решение. Има решение кога ќе почнат кривични, кога ќе има протести, ќе блокираме улици, патишта, ќе правиме нешто. Така се решилат работи. Шеко. И за казнената политика имаше многу дилеми. Тука е специфична навистина ова област. Јас се решив овој пат навистина да ги тргнам сите закони, подзаконски акти и стратегии, бидејќи се е убаво напишано внатре. Меѓутоа, еве, особено Струмица не е мал град, меѓутоа сепак е помал, нели, од Скопје, и во помалите градови низ држава практично сите се знаат, секој се знае кој што работи, се познава секој бизнис, меѓутоа кога ќе дојде до овие проблеми и прашања, повторно сите некако тониме во тој лавиринт од одговорност, А интегрирана, Б интегрирана, па мали капацитети на инспекторатите, иако ова не го акцентирав без причина, примерот на Струмица и во однос на рудниците, и во однос на она што малку по малку се менува од аспект на животната средина, навистина покажува дека притисокот на јавноста има клучна улога. Сега колку е тука и казнената политика битна? Искрено да ви кажам, не знам од каде да почнам, бидејќи недостатоци навистина има многу. Јас случајов со ископот не го знам, меѓутоа го знам другиот случај во Ново село. И процесот, понекогаш и постапките, како се издаваат и решенија во однос на елаборатите и како понатаму ќе се реализира било која инвестиција и какво влијание ќе има на животната средина, вие во моментот не можете да одлучите дали ќе има негативно влијание како што посочуваат во моментот, бидејќи вие се базирате врз основа на оној што инвестира ви го дава како документ. Во случајов е елаборат, не е студија за оценка на влијание врз животната средина. Додека не биде изграден, значи пред одобрението за градба мора да ги набави сите документи, вклучително и решение по елаборатот. Вие верувате како институција на она што го напишал некој експерт таму и ставил подпис. Инвеститорот се едно, да, кој да е во случајов, и не можете да интервенирате како орган, односно инспекторатот во случајот, нема министерството, заради тоа што вие се уште го немате објектот. Значи од кога ќе се изгради, ќе добие одобрение за градба, ќе се изгради, ќе почне да функционира, вие тогаш можете да утврдите дали има недоследности, нерегуларности, невистини, што и да е во елаборатот, ако направите инспекција. Не знам дали тој капацитет е направен, дали функционира. Меѓутоа, јас и во неколку наврати разговарав за овој случај и со жителите и реков навистина такви се законите, а законите се потеркот на Европска унија, дека додека не е капацитетот готов и не почнал со работа, вие верувате на она што го има. Некој го ставил во елаборатот и ставил подпис. Ама кај е вака сега? Значи,
тоа е веќе касно кога ќе дојде таму. Уште во моментот за одобрение за градба. Објект што има леарница по дефиниција е Г1, а согласно законот за природна... Во самиот елаборат не вели дека ќе биде леарница, туку дека ќе биде преработка на јас се колку паметам, сега пред мене го немам документот, дека ќе биде преработка на алуминиум. Така да, сакам да кажам, друга ми беше поентата. Добро. Значи, он вика вака. Ова значи дека во ваше време. Во мое време го знам, да. Значи, човекот вика дека ова е Г2. Добро. Но реално... И што вели дека ќе работи? Вика вака. Инсталациите за топење, вклучувајќи и легирање на обоените метали со исклучок на скопоцени камени за повторно добивање на производи од рафинација, ливење на алуминиум и лесни метали, ова е тоа. Нема друго. Значи, согласно постојната законска регулатива и согласно правилникот кој што е направен согласно Законот за животна средина, овој елаборат требал да добие решение. Што ќе гради овој инвеститор? Дали ќе се држи на она што го има детерминирано во елаборатот или ќе прави нешто друго? Тоа треба да го инспектираат инспекторите за животна средина откако оваа инсталација ќе биде готова и ќе почне со работа. Европските закони, нашите кои што се транспонирани и направени согласно европските закони, во случајот нас не ни дадоа за право да го одбиеме тој елаборат. А како тоа ќе се гради Г1 индустрија на помош од Не Г1, ова спаѓа во правилникот согласно Г2. Сега јас деталите не ги знам, ова беше пред повеќе од година време. Поентата ми е друга. Многу често се соочуваме, најверојатно како и во овој случај, се соочуваме со неквалитет во изработката на документите. Многу често имало случаеви кога имаме неквалитетни изработени елаборати, некогаш и студии за оценка на животната средина, па реагира јавноста, многу често реагира невладиниот сектор и многу често и со право реагира. Од кога ќе се изградат инсталациите? Потоа настанува проблемот со нивната работа. Колку редовно се инспектираат, кои се капацитетите на инспекторатите, дали се на државно, дали се на локално ниво. Колку редовно се вршат инспекцијските надзори. И тогаш се отвара таа пандорината кутија и прашањата... Колку е добро да се остава таа пандорина кутија, бидејќи таа ја видовме и во последниот случај со еден рудник, а ја има и во многу, особено бидејќи сите еколошки дозволи, дали се А или Б, едни ги има на интернет страниците на Министерството, другите ги има на страниците на општините и во многу од нив може да се види. Да, јас во овој момент работам по таква и таква технологија, но се обврзувам во одреден период, тоа да се смени, да биде поинако и тоа треба да се почитува. Апсолутно треба да се почитува. Кога ќе се тргне по тој фамозен круг, инспекторат за животна средина, технички инспекторат, друг инспекторат, пет инспекторат, кој секој шо мери и кога ќе почне да се врти тој круг, на крајот остануваат случаи кога за жал од хавари ќе дознаеме дека никој ништо не направил во меѓувреме. Или тој што си рекол, бидејќи не е нормално, меѓутоа кога знае дека никој нема да му чукне на врата, нема ништо ни да презе. Како со тоа да се справи? Па најверојатно само со казни, не знам како да ви кажам, затоа што кога добивате интегрирана дозвола, особено на А ниво, значи станува збор за голем индустријски капацитет, кој што има во интегрираната дозвола мерки и активности кои што во одреден временски период треба да ги исполни. Ако при редовна или вонредна контрола утврдите дека истите не се испочитувани, ние пред емисијата разговаравме дека има случаеви и во Струмица, има случаеви, претпоставуваме во другите градови, каде што не издадена дозвола, например, во 19 или во 20 година интегрирана дозвола, со период за подобрување на начинот на односно користењето на енергенс. Зборувавме за еден пример. На енергенс во одредена инсталација да се од петрол, кокс до 2021 година да се префрли на газ. Ако тоа не го направил, во секоја нормална држава таа инсталација би била затворена. Со првиот инспекцијски надзор треба да биде затворена. Се додека не го направи она што го утврдува интегрираната дозвола. Зошто на крајот на криштата ние ги издаваме тие интегрирани дозволи?
Имате и за тоа пријав? Или се спремат? Не, се спремаме за таму, затоа што... Или сте оправдано воздржани, давате шанс? Нема што, веќе Добро, ова е завршивме со давање само шанс. еден пример. Вакви примери има многу во државата. Но само ќе посочам нешто. Во кривичната пријава, каде што цитираме конкретни подзаконски акти, значи еве, Правилник за урбаничко планирање, Службен вестник на Република Северна Македонија, број 99 од 12.5.23 година. Индустријските објекти се поделени во категории подкатегории. Ова конкретно стои во G1.3. Во G2, како што е наведено, во сите нивни класификации не постои ништо слично. Просто не постои. Она што е забуната кое што се манипулира е до него има уште еден објект, уште една дозвола. Значи таму има две градежни дозволи. Едната е за топење, а другата е за режење на метали. И таа е G2. Ова е навистина сепак специфично. Јас ја читав пријавата, меѓутоа затоа сте вие тука за да ги акцентирате сите тие реклами, па продолжува. Ке би почнал сега од вас, од што треба да тргнеме, и мислам сите, бидејќи има и многу често и на овој пулт имало и остри дебати, и несогласувања меѓу невладиниот сектор и властите во тој период, и Шукова беше и министер, и околу тие дилеми, па колку ни е точен регистарот, па ова, точен, неточен, 90-80% околу сите загадувачи. Значи, некогаш и многу непродуктивни дебати, наместо она да се седне, да се утврдат неколку точки околу кои што сите се согласуваат и од тука да почне, дословно да кажам, акцијата. Бидејќи ако ние и понатаму на секоја дебата ние се, ама нашите податоци се точни, ама вашите, тоа веќе навистина никаде не води и сите едноставно придонесуваме за тоа тапкање во место. Еве, колегата тоа што го спомна, и вие бевте поранешен министер, нели, ако оваа инсталација не ги исполнува услови, треба да се затвори, сте требале да затворите. До исполнување на условите? Касно е тогаш. Па, ма не сте затворили. Воопшто нема требало да добие треба да ги дозвола користат луѓето за ингредиенциите, ама сериозно, сега со, знаете, Не, добро, дозволуваат период на адаптација и усогласување и затоа така се вика. Значи му давате одреден временски период за да се усогласи со законите. Ако во одредениот временски период не се усогласи, тогаш треба до усогласување да не работи. Како ќе согласие ливница, тоа е основата, така еве го насовот. Нема начин. Сега не знам, не зборуваме за ова, зборуваме за Генерално. Не дека одбегнува, меѓутоа имаме уште само 6 минути. Поради однесувањето, нели, и поранешната министерка како што спомна дека малте системот нас не се базира на некаква доварба, дека тие ентитети кои добиваат дозволи ќе се однесуваат коректно, етички и законски, а во голем дел не се однесуваат така. Тоа е и нашиот став како граѓански иницијативи, дека немаме доварба. Значи, не може да им се даде доварба, например, кај ние да бидат мерните уреди, мерните станици за мерење на квалитетот на воздухот кој излегува од кај нив. Затоа бараме независни мониторинг мрежи околу големите индустријски објекти кои ќе бидат под јавна контрола. Урбанизмот е вториот проблем и тоа е вашата специјалност. Како тука да се среди овој хаос, бидејќи обврската за урбано зеленило ни се губи, а голем дел од градоначалниците, ако немаат градежни маркички, веројатно нема да бидат мотивирани ни да се кандидираат, бидејќи тоа им се едни од основните извори на средства. Кај нас е огромен извор на средства, околу 8 милиони евра, мислам дека беа во 2024 година, само од граничните дозволи, од комуналиите. Многу тешко тоа. Тука е најмногу испреплетена она лукративна врска помеѓу бизнисмените, инвеститорите и партиските интереси. Многу сте навлезени во тоа. Зошто не можеме да ги видиме оние 20% зеленило кога шетаме? Не е битно да не биде и ни центар, и ни Скарпош, и ни Струмица, и ни секаде. Гледате дека зградата некои ви висат над улица и зеленилото никаде го нема, освен на оние убави 3D презентации. Има неколку причини за тоа. Едното е поради тоа што тие дупови според кои се издаваат дозволи се донесени пред законот за урбано зеленило и се наводно без обврска да бидат вметнати тие одредби за 20% во нив. Нови дупови не се носат затоа што старите се доволно профитабилни, нели?
Вториот важен елемент што мислам на сите ни боде очи во овие последни 4 години откако се соочуваме со тоа во советите, е тоа што целиот тој систем на издавање на градежни дозволи е целосно затворен од јавноста. Значи немаме никаков увид, ниту како советници, ниту како граѓани, ниту како организации. Во нив увид имаат само градоначалникот и професионалните урбанистички комисии во општините кои ги издаваат дозволите и ништо повеќе од тоа, а сега и последната трошка од информација која излегуваше за тие градежни дозволи, правото на соседското право, нели практично соседите се побунат доколку сметаат дека дозволата која издадена во нивното соседство ги нарушува нивните права и таа одредба сега е тргната, па сега мислам на тој начин ќе ни секне последниот изворни информации, ние според тие објави со кои што се известуваа соседите дека ќе има објект во нивната близина, така во суштина ги ловевме градежните дозволи. Инаку немаме никаков увид во тоа, ниту каков објект, колку зелени луки има и така натаму. Тоа е целосно затворен систем, целосно. Танушев, избори идат, значи тоа е да внимаваат граѓаните, а при тоа е да не биде дека само независните листи се единствените кои што ги нудат решенијата за, јас би рекол, здрава животна средина и квалитетна живот. Па, вака, значи, изборите, сме имали многу избори до сега, нели? Значи, 30 години и повеќе правим избори, но каде стигнавме? Црно-бело цело време, се менуваат работиве. Она што јас лично сметам е дека, јас лично како советник независен во Советот на општина Струмица, барем малце придонев партиите поинаку да ги прецепират работиве. Зошто? Затоа што они се навикнати еден со друг да се обвинуваат, вие така, ние така, и таа партиска препокување, преписка цело време е контрапродуктивна во секој смисла. Она што граѓаните апсолутно не ги интересира таквите препокувања. Граѓаните сакаат да чујат што конкретно, ама не само него до тога со таков рок, со такви овакво пари, со таков буџет, до тогаш ќе биде, тоа ќе се направи. Сега што се случува најчесто во советиве, ама ние тогаш така бевме, не, ќе се земете сите, кој што не направил, да се каже. Јас до тука стигнав, нели? Конкретно со име и со презиме. Тоа го направив. Еве пример ќе ви давам во Струмица, во нашиот совет, во 2022 година успеав да ги убедам колегите советници да изгласаме едногласно локален пропис со кој што на градоначалникот го обврзуваме 2 пати годишно да дава извештаи на советот во каде што ќе се наведе конкретно од целиот инспекцијски сектор во општина Струмица. 30 секунди. Да се каже кој инспектор што направил, колку предмети решил, како решил и сите тие работи. И истовремено да има еднаш годишно да има јавна расправа директно со граѓаните. Ова беше 2022 август месец. До ден денес такво нешто ние го усвоивме, но не го имплементиравме. Ме разбирате? Ќе остане за идните, нели? Значи, решение има, но треба луѓето да и граѓаните да знаат. Кога нешто ветувате, кога се обврзувате, држите си го тоа, а потоа нека решаваат, нека гледат кој што прави. Тоа е. Шукова, во едно минутка и пол, бидејќи сме надвор од терминот, тука има и многу пари. Помош и поддршка од ЕУ, кои што, за жал, остануваат неискористени. Да, моменталната состојба во државата покажува дека ние се задолжуваме како држава. 1 милиарда веќе се задолживме, пред вратите сме на нови 6 милиарди. Европскиот пат застана, а европските фондови се оние кои што де факто многу можат да ја помогнат на државата. Не само европските фондови, туку и меѓународните финансиски институции, како држава имаме неколку активни заеми, кои што покрај тоа што се заеми, обезбедуваат и техничка помош, обезбедуваат добар контрола во спроведувањето на проектите кои што се финансираат со тие заеми, но обезбедуваат и грант средства.
не е денеска приликата да критикуваме и да зборуваме за новиот заем кој што ќе го земаме од Обединетото кралство, да почекаме, бидејќи де факто не ги знаеме ни условите под кои што ќе се земат. Оние кои што во опозиција кога беа критикуваа за нетранспарентност, денеска тоа го прават на нетранспарентен начин и тоа мислам дека не е добро за никого во државата. Во однос на животната средина, јас многу пати сум кажала, ќе кажам уште еднаш вечерва, животната средина не треба да препознава политики. И треба да има континуитет во спроведувањето на животната средина. Политизација. А политики, да, бидејќи ако имаме вистински... политизација, поправо сте, ако имаме вистински политики, тога сме на добар пат. Политизација, апсолутно политизација. Треба да има добри политики. Треба да има добри политики. И мислам дека треба да има континуитет и сметам дека кога веќе државата се задолжува со толку многу пари, голем дел од средствата треба дефинитивно да бидат наменети за животната средина. Ви благодарам на сите што вечерва бевте мои гости. Вам ви посакувам добра одлука од партиите околу кандидирањето. А вам, почитувани, ви благодарам за вниманието. Веста на денот потврдена предмалку, се очекуваше цел ден. Трајко Славевски е предложен поранешниот министер за финансии, а актуелен председавач на Советот на град Скопје е предложен за нов гувернер на Народната банка од страна на председателката на државата Гордана Силјановска-Давкова. Повеќе за оваа вест на telma.com.mk. Од мене, довидување.